сакаат да воведат гасификација, тоа е уште еден чекор кон должничко робство на Македонија, бидејќи гасот е многу скапа инвестиција. Како прво, за спроведување на целосна гасификација на Македонија ќе бидат потребни повеќе од милиарда евра да се потрошат, а тоа е веќе застарена технологија. Западните држави низ светот веќе го изфрлаат гасот полека од својата употреба. Значи, тоа ствара енергетска зависност. Најдобар чекор што може да се направи во однос на енергијата, која што би ја користила граѓаните и индустријата, е фотоволтаични системи. Но поставување фотоволтаични системи исклучиво на покривите на сите јавни институции кои што се во надлежност на државата и промена на сите тие начини на загревање кои што ги имаат од нееколошки горива, како што се мазут, нафта, има институции дури јаглен што користат, како што е затворот и друизо, тони јаглен на годишно ниво. Треба да се направи сериозни промени во однос на управувањето со отпадот. Односно, отпадот во Македонија од 60 до 80% е органски отпад, што значи дека низ цела земја треба да се постави во секое мало компостара за секое домаќинство да има пристап да го одлага својот органски отпад, така што од тие компостари може да се добива природно ѓубриво, компост, исто така може да се направат компостарите и да произведуваат газ, кој што би се искористил како енергенс за производство на електрична енергија. И заедно со фотоелектричните централи, гасот што би се добивал од компостарите, но исто така и од пречистилните станици да се воведе систем за производство на газ, би се добило огромна зелена енергија која што значително би помогнала во борбата со енергетската сиромаштија и нормално да се намали загадувањето. Главно нешто со кое ние се разидуваме е тоа што тие ги наведуваат когенеративните гасни централи како решавање на проблемот на аерозагадување со PM честички кои потекнуваат од загревање на домакинствата. Ние не се согласуваме со тоа од повеќе причини. Прво што самиот проект зема многу долго, второ што гасот воопшто не го гледаме како решение за загревање на домакинствата, постоечки домакинства кои веќе се греат на загадувачки енергенци. Да не зборуваме, нели, тука се еколошки такси, во иднина почнуваат, од идната година треба да започнат еколошки такси на гасот и цената, значи, ќе флуктуира и нема да се знае што и како ќе биде. Така да од повеќе причини сметаме дека тоа е за нас неприфатливо. Тоа е главна некоја околсница тука што имаме.